тоа што немавме консензус доведе до ваква ситуација. Значи тоа што еднострано владачката партија во тоа време СДСМ го прифати францускиот предлог без да обезбеди национален консензус, а и пред тоа со Проспанскиот договор истото се случи и на некој начин ние сме жртви на најстариот трик во дипломатијата или политиката, раздели па владај. Од Цезар навака, нели? Тоа е првата лекција и нас не го направите, односно самите си го направивме со непостигнување на консензус, за разлика од нас Бугарија за сите чекори во тој период постигнуваше национален консензус во собрание, скоро без исклучок се гласаше едногласно за, или тие што не гласаа против, туку 3/4 не гласаа воопшто. Но сите други претенденци, 250 се таму, гласаа за тоа што се утврди како национален консензус или политика кон Македонија. Време е ние да се освестиме, така да речем, и да направиме еден таков консензус, без оглед што ќе биде. Дури консензус за да не ги усвојуваме уставните измени, добро. Ама тоа да биде ставот и да нема промена со промената на власта, дека следните ќе го направат тоа што овие не сакаат сега.